Здраво да уродавте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме што е тоа интермедиерност и кодоминантност, односно интермедиерно и кодоминантно наследување. И ова уште се во интралелните интеракции помеѓу гените. И сега овие се многу лесни концепти да ги објасниме и сега ќе ги објасниме, иако не се поврзани еден со друг, како што беа минатото видео доминантност и рецесивност. Значи, повториме, значи имаме одредени хроматиди, одредени хромозоми, имаме некој си даден ген и имаме две алели. Така и сега тие може да бидат дали двете доминантни или двете рецесивни или хетерозиготи, така. Сега во зависност од тоа дали се доминантни, рецесивни или хетерозиготи, рековме дека тие нели синтезираат протеини, и ако се доминантни, двете алели ќе синтезираат даден протеин. Ако се рецесивни, протеинот што ќе се направи нема биде функционален. Или пак во третиот случај едното ќе синтезира протеин, другиот ќе синтезира нефункционален, но најчесто иако овој синтезира еден протеин, тој синтезира многу протеини, но двојно помалце од тој кој е хомозигот. Најчесто фенотипот е исти, значи овој фенотип со овој фенотип ќе бидат исти фенотипови. Сега тоа е така бидејќи колку протеин ќе се направи сега е контролирано, така например ако овој има еден вредност за правење протеини, тој ќе прави полого време, например работи секој час, да речеме прави еден протеин, и сега во организмот се потребни 24 протеини во текот на денот, така да он цело време работи. Сега например овие бидејќи прават двојно повеќе протеини, они нема работа цело време, ќе работат секој втор час. Така, секој втор час ќе работат и пак ќе постигнат истиот број на протеини. Така овој работи секој час 1 по 24 и ќе се добијат 24 протеини, овие бидејќи прават 2, работат на секој 2 часа, значи 2 по 12 и пак ќе се добијат 24. Така да фенотипското својство ќе биде исто. Значи исто ќе изгледат фенотипски иако прават помалку или повеќе протеини. Сега интермедиерност е кога всушност дали се прави повеќе протеин или помалку, односно можноста, значи можноста се прави повеќе протеин или помалку, се зависат и фенотипските својства. Така што кај нив овој протеин, овој хетерозигот кој всушност прави двојно помалку протеини од хомозиготот, при овој ако прави 1, овие прават 1 и 1, односно 2, ќе изгледаат сосема различно, баш поради самото присуство на повеќе протеини, бидејќи не се ограничени за да постигнат одредено фенотипско својство. И ова го гледаме кај петунијата, тоа е цвет, каде што потребен на овој протеин, каде што овој протеин е таму, во тој случај ензим, и тој ензим е потребен за претварање на едно соединение, например, на едно соединение во друго соединение кој има црвена боја. Така, тие се антоцијани, но не ни интересира се тоа. Сега, колку повеќе имаш од овој ензим, поголема концентрација, толку повеќе ќе можеш да направиш тоа црвено соединение. Сега, ако имаш помалце, ќе можеш помалце да направиш црвеното соединение. И затоа фенотипот е различен, како што гледаме вдека на оваа слика. Ова сега најлево би требало да е црвено, иако вдека боите се малку слични, но ова треба да е црвено. Овие две треба да се некоја розевкаста боја и ова треба да е бело. Сега, сушност, добиваме фенотип ист како генотипот. Значи, ако направиме вдека паднетова мрежа и вкрстиме два хетерозиготи, например, направиме еден хетерозигот, да го вкрстиме со друг хетерозигот, така, и ако направиме мрежа, ќе се добиеше хомозигот, тука исто хомозигот за рецесивни, овие двата ќе беа хетерозиготи. И ова беше генотипот, така, беше 1, значи ова 1 спрема 2 ќе беа хетерозиготите, спрема 2 спрема 1 кој ќе беше рецесивниот хомозигот, така. Па сега тој беше генотипот, а фенотипот беше 3 спрема 1 кај монохироидно вкрстување. Па вдека гледаме дека и фенотипот е ист како генотипот. Односно, имаме, вдека како што може да видиме, 1 спрема 2 спрема 1. Имаме црвени, розевкасти и бели. Едноставно тие се розеви, бидејќи нема доволно
протеин кој е всушност ензим за да го направи тоа црвено соединение, од кое би требало да добијат бојата. И ова е всушност интермедиерност. И ова го гледам исто и кај луѓе двојно заболување, односно таласемија, која може да биде минор или мајор. Значи, ја вака ќе бележиме таласемија и може да биде мајор или пак може да биде минор. Се зависи каква е клиничката слика, дали е тешка или лесна клиничка слика, и тоа зависи всушност дали е хомозигот или хетерозигот. Значи, ако индивидуата беше хомозигот за доминантни алели, тоа немаше да има никаков проблем во синтезата на бета-глобинскиот синџир од хемоглобинот. Ако беше хомозигот, ама за рецесивни алели, тогаш немаше да се синтезира правилно бета-синџирот и ќе се јавеше мајор таласемија, и ако беше хетерозигот, ќе се синтетизираше бета-синџирот добро, но и немаше да се синтезира добро. Така ќе беше пола-пола, 50-50. И тоа ќе беше таласемија минор. Пак ќе имаше таласемија, но со мала со лесна клиничка слика. И сега второто нешто за кое треба да збориме во ова видео е кодоминантност. И сега кодоминантност ја спомнав кога зборавме за крвните групи, нели таму имавме мултипли алели, имавме алела која беше и А, имавме алела која беше и Б, имавме алела која беше мало И. И сега и А, ако се најдеше во комбинација со мало И, добивавме крвна група А. Ако беше и Б, се најдеше во комбинација со мало И, добивавме крвна група Б. Сега, со тоа гледаме дека големото И, дали е А или Б, е доминантно во однос на малото И. Што ќе се случи тошка ако ги ставиме заедно и А со и Б? Едноставно ќе се добие крвна група АБ. Едноставно, кодоминантност е кога двете алели, иако се различни, и двете се доминантни. Значи, нито едната нега инхибира другата, односно е попревалентна од другата, едноставно и двете се експресираат еднакво. Значи, експресијата помеѓу нив е еднаква, и затоа ефектот, фенотипскиот, е еднаков и е некако поделен. Значи, двете се доминантни. Тоа е кодоминантност. Ова се случува со крвните групи, дали со АБО или исто и со МН, МН системот за крвни групи. Значи исто се случува. Нормално имаме и други примери на кодоминантност, но ова е важниот, едноставно да се свати начинот на кој работи. Значи двете алели кои се наоѓаат на двете хроматиди, речеме дека се наоѓа генот во овој генски локус, и тука имаме една алела, имаме друга алела, и двете прават еднакво количество на некој си даден протеин. Дека протеинот е значи А антиген, а дека протеинот да речеме дека е Б антиген. И двете алели имаат еднаква експресибилност, експресија. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе збориме за интералелни интеракции. Дојдување.